Почитувани представници на медиумите, добар ден. Петре Шилегов молчи за скандалот во кој е заглавен до гуша. Наместо да дава одговори на јавноста, од каде му се 700 евра месечен приход за имот кој никаде не постои, тој и понатаму излегува во јавноста со манипулации. Тоа е крајно бесрамно и говори колку овој човек живее во паралелен свет. Ако не сака да одговори за оваа закупнина, тогаш Петре Шилегов, како експерт за кири во СДСМ, би го прашале за уште еден сосема друг случај во кој тој е директно вмешан. Еве вака. Дали господин Шилегов е точно дека во вашиот стан на булевар Кузман Јосифовски Питу 19/5-4 од 87 метри квадратни во Скопје има пријавено дури 4 фирми кои функционираат во тој еден стан. Од овие 4 фирми, 2 се во сопственост на Петре Шилегов, адвокатско друштво Шилегов и партнери и нов осигурителен брокер АД Скопје, но многу позначено е тоа што 2 од фирмите не се во негова сопственост, а тоа се Blackstone Holding, Доел и Urban Solutions, Доел. Покрај тоа што Шилегов во Државната комисија за спречување на корупција лажно пријавил приход од 700 евра, тој, замислете, дрско не пријавил ниту една од овие 2 фирми кои не се во негова сопственост, а функционираат во неговиот стан, зашто би требало да му плаќаат закупнина. Овој приход Шилегов и вакви договори нема пријавено во антикорупцијска комисија. Дали, господине Шилегов, имате склучено договор за закупнина со некоја од фирмите кои функционираат во вашиот стан? И ако имате, зошто тој приход не е пријавен? Дали, господине Шилегов, ги имате пријавено средствата кои евентуално ги примате на име кири? Зашто имате законска обврска? И колка ви се тие кири? Господине Шилегов, не одговоривте како остварувате месечен приход од 700 евра на име закупнина од имот кој не постои. Но мора да одговорите каков приход остварувате од станот во ваша сопственост. Доста се криете за измислените обвинувања за други. Зошто вие самиот сте заглавени до гуша со сомнителни случаи за кои ќе мора да одговорите? Господине Шилегов, вие во вашиот анкетен лист немате никаде пријавено дека остварувате било каква кирија на име на станот кој го поседувате на булеварот Кузман Јосифовски Питов. Петре Шилегов очигледно е поврзан со голем број скандали. Прво се откри дека добива 700 евра месечно од непостоечки имот и од идентификуван извор, а сега второ, неговиот стан има пријавено 4 фирми, од кои 2 не се во негова сопственост, за кои нема пријавено никаква закупнина. Петре Шилегов очигледно е добар ученик на Радмила Шекеринска кога се во прашање кириите. Ајде, не се срамете, излезете и одговорете на се. Кажете, како во еден стан од 80 на квадрати функционираат 4 фирми? Која фирма ја сместивте во кујната, која ја сместивте во дневната, која на терасата, а која фирма во спалната соба? Тоа што СДСМ и Петре Шилегов молчат, само ни даваат до значење дека овие сомневања се вистина. Цела јавност со нетрпение очекува да го чуе рецептот како Петре Шилегов стекнал имот од 1 милион евра. Благодарам.